Добро вечер, почитувани гледачи, го следите најновото издание на Самовистина, вечерва за сите актуелни теми, за предизборието, за судството и за сите останати актуелности кои што ги имаме во државата. Ќе дебатираме со двајца гости, Александар Ристевски, политички аналитичар, добро вечер. Добро вечер, Вана. И Александар Генчов, исто така аналитичар, добро вечер и за вас. Добро вечер, фала. Господа, во екот сме на предизборната кампања за локалните избори, секако дека тоа е една од актуелните теми, меѓутоа, ајде јас ќе започнам со едно друго прашање накратко да прокоментираме, па ќе се префрлиме нели на политиката и на предизборието. Обвинителниот акт за пожарот во дискотеката во Кочани денеска беше во целост одобрен од страна на кривичниот суд. Обвинети се 34 лица, неизвестно е за сега кога ќе стартува, кога ќе почне судскиот процес, меѓутоа што очекувате вие и сметате ли дека бројот на обвинети е соодветен во сразмерност со големината на трагедијата која што се случи? Еве, господине Ристевски, ќе започнам со вас. Дали во вашето студио пред едно или две гостувања, кон крајот на летото, тоест кон почетокот на летото, кога почна она иницијалната, нели, кога заврши истрагата, почетната во рок од 90 дена што беше, јас изразив еден сомнеж дека кога нешто се прави се на купче и се прави со толка формат, со толку обвиненија, со толку луѓе, но како еден случај, дека тоа е во голема мера осудено на пропаст. Зошто? Затоа што сите тие индивидуално обвинети луѓе ќе ангажираат по еден или два адвокати. Прво ќе треба да се најди како во одредени случаи ние што сме имале, нели, со патарините и останатото, каде што секој ќе се ангажира еден-два адвокати, па ќе се бара сала каде ќе се така, па токму затоа и се кочеше, нели, одобрението на целиот акт. Така. Токму поради одбраната. И според мене тука има една тенденција да ова се одолговлечи, да се забошоти нема да може, затоа што притисокот на јавноста ќе биде голем, но да се некако изрелативизира, одолговлечи и можеби дел од казнетите да пројдат по благо. Моје некакво сомнение. Многу попрактично според мене ќе беше доколку различните обвиненија за различни дела на различен начин со различни постапки се водеа и секој си добиеше обвинение засебно само за себе, по неколку луѓе. Пример, за самата вечер, значи, кој како пуштал, кои процедури не проаѓале, кој што како. Второ, да имаше обвинение за луѓето кои севкупно правеле пропусти. И трето, она што е долгорочно, како некој добивал за технички неисправен објект, за објект со години, значи, нели, постапката е расширена подолг период, од кога самиот објект функционирал против сите правила и прописи. Да се разбереме една работа. Во Македонија, ова неколку пати го имам кажано и потенцирано, ние имаме закон за се. Значи, секој европеец што дошол кај нас, ќе ви каже дека на хартија ние официјално имаме држава која може вака во Европска унија преку ноќ. Збориме на хартија. Во реалноста ние гледаме друго нешто. Тоа е исто помалку или повеќе како со автобусите, нели? Ке застанете на оној дисплејот, ви вика автобусот доаѓа за 3 минути, вие чекате, поминува пола сат, вашиот автобус не доаѓа. Што вас ви значи што има дисплеј и што ќе ви најави дека ќе дојде? Не доаѓа. Така да, слично е по ова прашање. Јас сум сомничав и скептичен, еве денес гледам уште една работа што не тревожи во изминатиот период, тоа е палењето, нели, на пожарите и сите ѓубришта што се правеа. До сега, пример, се процесуира 40-50 луѓе. Ќе видиме колку тоа и обвинителството, а потоцна и судството ќе реализира. И интересно ми е за тие луѓе кои со години ем работеле без дозвола, ем се правеле, ем ја признале вината и на крајот знаете што викаат? Абе, ако може да ни простите, као знаевме што правиме, значи тоа не е еднократен случај. Пример, јас сум ја удрил Ивана по раката, па сум сгрешил еднаш. 5 години во серија правеле нешто што е нелегално. И стандардно за македонските состојби, нели, како функционираме како општество, жал ми е, извини, и имам семејство. Чекај нас. Добро, но каде ја гледате причината за таквите исходи? Во обвинителството. Каде можеме да ја гледаме? Полицијата ја тера истрагата до каде што може. И министерот Тошковски и други луѓе инволвирани со МВР велат за еден куп работи. Еве и како ситуацијата во Веле што се случи, нели, со несреќниот случај на ликвидирање на млада особа со незиниот родител, па само убиство и се останато, полиција процесуира, некој не ја завршува работата. Значи, ние патиме во секоја сфера на општественото живење, апсолутно во секоја, на работење и недовршување на работите, без финиш.
Тоа не знам како да ви објаснам, како да сте фудбалер кој само тренира и не игра утакмица. Или игра утакмица, но постојано губи и вика па тоа немавме среќа. Поентата на било кое надпреварување и било што е да има финиш или да има победник, така? Значи ние одиме во целото општество одиме ко Пиер де Кубертен, сакаме да учествуваме, така? На Олимпијада праќаме луѓе се последни. Детено во таеквондо освои медаља, се шекнавме. Зошто па ние не сме навикнати се бориме за медаља? Значи ние Кубертеновото да се учествува или да се среди постапката, реда ради не бараме финиш. Ние не знаеме да го цениме општеството и системот на имање држава. Ние не се трудиме да бидеме подобри, а тоа е така затоа што секој што вреди и што има малку повеќе капацитет, или општеството го маргинализира, или го отфрла и оди строго во приватен сектор, а и ако таму не може да се снајди, си селува од државата. И ние останавме со голема маса на стари луѓе кои реално не се никаква додадена вредност во општеството и млади луѓе кои сакаат да си одат, што е многу жално. Така да промените кои ги најавувавме и кои се најавува во општеството и кои политичката власт која е сега нели актуелна мора побрзо, поинтензивно и поснажно да ги спроведи затоа што има нетрпение од многумина кои сакаат успех, кои сакаат промена, кои не сакаат да живееме во летаргија што ја имаме. А летаргијата се подолго и полоша станува. Ке имаме време да поговориме околу тоа, нели задоволните граѓани, незадоволството кај граѓаните и во темите подолу. Ајде конкретно Генчов и вие околу обвинителниот акт за случајот во Кочани. Александар. Се согласувате ли со тоа дека требало да биде поделено во неколку случаи и каков исход очекувате? Да, се согласувам со две работи имам да кажам за овој случај, иако јас овие судски процеси не ги следам, пошто не ми се ни струка и ниту директен фокус на моето делување, но како аналитичар можам да кажам дека тука има два дела, два столба на одговорност, политичка одговорност, која што во овој случај е избегната. Ја нема, значи помина овој случај без директна политичка одговорност. Можно ли е да ја видиме нешто подоцна? Не би знаел. Сега за сега ја нема. Тоа успешно се хендла, нема никаква реакција во поглед на тоа. Заради тоа што од самиот почеток процесот влезе во еден страшен вртлок на тоа кој ќе биде обвинет, како ќе... Значи, вториот столб на одговорност е директниот фокус да се изнајдат кривците и колку може да се смали таа болка со евентуално некои реални пресуди за оние луѓе кои што навистина свесно, сурово влегле во правење на еден ваков комплекс на дискотека кој што довел до ваква трагична судбина на младите луѓе. И би се согласил со претходните констатации на целокупниот наш социјален опус, каде што сметам дека е прегломазен овој процес. Можеби би се согласил со говорникот дека требало да се води на фокуси, да се одредат фокусите за тоа кој е точно виновен и зашто, за да може праксата да биде задоволена. Имаме случај на подолготрајно, по долго време од 16 март, сега и дека повторно ќе кажам, јас не сум судски стручњак, но и тие обвинителни акти можат да бидат некогаш и многу побрзо изготвени. Во овој случај релативно одат многу поспоро. Она што мене ми остава како впечаток, како наблюдувач од страна за оваа страшно болна трагедија, века дека кажуваат дека веќе и не можат да се одредат лесно судии за овој процес. Значи, сето тоа асоцира дека тука ќе има многу адвокати, ќе има многу одложувања на процесите. Колку би можело еве реално според ваша предпоставка да трае? Па видете ова, значи сега, повторно ќе кажам сега, значи јас не сакам да навлегувам во нешто што не сум. Затоа велам ваша предпоставка. Па ќе трае, мислам ќе трае ова сигурно година дена најмалку според мене, ќе трае сигурно, ќе има предпоставувам ќе има одложувања, ќе има болни, ќе има донесување листи. Сметате дека некој намерно го подготвил така и обвинителниот акт? Не би можел да, повторно ќе кажам, не би можел да кажам. Тоа се многу, судството е многу суптилна
суптилна сфера, има испомешани односи, има лични односи, има моќна влијание на луѓе кои што и без партиите се исклучително моќни во таа област. Овдека има обвинети кои што исто така не се наивни луѓе, сите имаат свои, да речам народно да се изразам, сите имаат свои врски, сите имаат свое влијание, надземно, подземно, добро, меѓутоа нели се бориме за правна држава? Па добро, па затоа ово еве како одговор на ова прашање, мислам дека овој случај покрај тоа што е навистина повторно ќе кажам една болна приказна која што не треба да се злоупотребува од ниту еден аспект, но ќе биде еден сериозен испит. За правосудството, не дипломски, магистратура, докторат за правосудството, колку правосудството сега ќе изнајде сили, кои судии ќе ги одреди, како ќе реагираат тие судии, како ќе се движи низ целокупниот судски процес овој обвинителен акт. Добро, судијката е веќе одлучена, односно по АКМИС системот е доделено кај судијката Даниела Димовска. 8 судии одбиле да така не знам дали ви е релевантна информацијата, бидејќи се распределувани или според да, АКМИС системот, меѓутоа повеќето избегнувале да. Добро, и само уште едно подпрашање, велите политичка одговорност не видовме, според вас кој треба да ја сноси таа политичка одговорност? Јас не видов политичка одговорност, па се знае. Би требало да ја сноси. Би требало да ја сносат тие што се директно одговорни од морално-етички аспект. Не мислам дека овде има директна кривична одговорност на некое политичко лице, директно, иако тука многу тешко се одредува моментот кога е сметате на актуелната власт? Па и на актуелната, и на претходната морално-политичка одговорност треба да понесе тој кој што во најголема мера од политички аспект има одговорност за овој случај. Повторно ќе кажам, сензибилно е ова прашање, значи колку може да се оддели, да се направи таа риска граница каде завршува моралната етичка одговорност која што би требало да заврши со одредени оставки, а каде почнува кривичниот дел. И тоа е, знаете, тоа е како на многу тешко да се диференцира. И повторно ќе кажам, Кочани е толку болна ситуација на која што општеството и државата е ставена на голем испит, и Кочани ќе има и понатака епизоди. Ќе се сменат власти, ќе излегуваат работи, ќе излегуваат кој бил заштитен, на кој начин бил заштитен. Најмногу што може да направи и оваа владеачка гарнитура е реално, а не само декларативно, да тргне во најсурово заради, ако ништо друго, заради душите на тие деца што отидоа, во сурово одлучување на тие што се виновни да ја понесат својата одговорност, иако сега веќе повторно да не сум јасно и ништо не може да ги прати. Но ете, отприлике тоа е мојата кратка анализа. Ќе биде гломазен овој процес и ќе биде ставен на испит и судството, и оваа гарнитура на власт, и општо целокупниот капацитет на една држава да се справи со судски одлуки од ваков тип. Добро, да се надеваме дека нема да има заштитени, како што рековте и вие. Рековме дека судијката веќе е одлучена која ќе го води овој судски процес. Што очекувате ако се знае, односно ако се земе во предвид дека истата судијка ги водела и случаите за ласкарци, за случајот подкуп, во кој што ослободителна пресуда беше изречена за поранешниот премиер Зоран Заев? Кое е вашето очекување? И еве уште едно подпрашање. Пред некој ден беа обелоденети некои информации во медиумите дека брат инспектор на председателка на Кривичен суд комуницирал и се договарал со синот на газдата на Пулс. Кога ќе одат во инспекција, му давал нели такви информации? Сметате ли дека и таквите лица, не мислам конкретно за него, може би има и други, треба да бидат опфатени со истрагата и да одговараат околу тоа? Да направиме една дистинкција. Како функционираат процесите кај луѓето, за да им биде појасно. Кај нас официјално судијата е тој што е медијатор, помеѓу тоа што обвинителството го дава како акт и помеѓу одбраната, адвокатите, нели на обвинетите. Судијата е тој кој го води процесот, покрај судијата има двајца судии поротници. На крајот кога се гласа, гласањето е секој гласа индивидуално, иако судијата го води процесот.
не е невозможно, дури во случајот кој ќе заврши, кој ќе се исцрпат сите докази, сите аргументи, пример 20 суди поротници да го надгласат судијата. Кај нас тоа е возможно. И си има и случајно, не е битно. Или 2:1 да биде, не мора да биде 3:0. А судијата кој ќе води, без оглед како се вика и кој и какво бекграунд или минато има, и која е инволвираност на некои луѓе по некоја основа, работи и е медиатор на процес на соочување на аргументи и факти. Аргументите и фактите во дадената ситуација, не во овој случај, во било кој случај, ги презентира обвинителството. Така да, судијата како таков има задача да го следи и да го води и на крајот, меродавно да пресечи според прикажаните аргументи и докази. Сето тоа што ние како народ и како општество и како нација и како јавност бараме во основа е во рацете на обвинителството. Обезбедување на докази, обвинителен акт, тоа што го потенцирав, дали е поделен, дали е заштитен, дали е било што, и врз основа на тоа... Сметате ли дека намерно е ставено се на купче, бидејќи ве збориме од самиот почеток дека би требало да биде поделен во неколку сегменти ваквиот судски процес? Намерно, ако кажам како збор, е прегрупо, ама дека може би имало и други решенија или поедноставни форми, сигурен сум дека имало. А во дадената ситуација, така како што е поставено, според мене е осудено на влечкање долготрајно, затоа што колку сака... Колку според вас, еве го прашав исто и Генчов, ваша предпоставка колку би можел да трае овој судски процес? Тоа ќе зависи во голема мера од бранителите. Затоа што јас пак ќе ви кажам, ако вие имате 30, 40, кажете го, обвинети луѓе на едно купче, плюс правни лица, секој да ангажира по еден или два адвокати, може овие кои зборуваат од страна на обвинителството да трае кратко, да трае 2, 3, 5 рочишта, да кажеме. И тоа да се реши во неколку недели или во еден месец. Но кога ќе почне од браната да презентира докази или да брани, или накрсно да испрашува, тоа може да се одолговлечи многу долго. Па одсуство, па присуство, па овој дошол, овој не дошол, овој се разболел, овој му се случило. Така да, во рацете добра мера и на судијата, но и во рацете на тие кои се бранители, ќе видиме колку ова ќе трае. Ова може да трае и предолго. Иако, доколку обвинителството според мене го срочеше или го направи кој што треба одреден дел од процесот, можеше да биде по-конкретно и по-практично и да има различни обвиненија за различни дела. Не можете вие во исто место да го ставите делот за несреќата вечерта, за пропусти во постапките во задните месец дена или 3 месеци, или инспекцијскиот надзор и се останато, и тој што, пример, во континуитет 13 години давал одобрение, давал дозволи, значи тоа се и различни случаи во основа, се однесуваат на иста тема. Меѓутоа сите се гонат за исто кривично дело. Така да, се е во рацете на обвинителството. Така, добро, затоа реков кратко да прокоментираме околу тоа. Ова е неисцрпна тема за која што ќе се за жал, нели, ќе се дебатира и уште понатаму. Ајде, повелете да. Многу кратко за да го заокружиме ова, и колегата доволно го објасни. Многу е битно таа судика или тој еден судија кој што ќе го води ова, колку ќе биде имун на овде ќе има краци во судскиот процес, ќе се детерминираат краци на одговорност. Значи ќе има отварање на нешта, тој бил, овој бил, ќе има луѓе кои што ќе бидат инволвирани во доказната постапка, бидејќи самиот тој болен процес ќе го носи тоа, секој во интерес да се одбрани, ќе наметнува еден процес и најбитниот дел е дека тие ќе доаѓаат до политички фигури. Полека во целиот тој процес ќе доаѓаат точките до политички фигури кои што ќе бидат осетливи политички фигури, без разлика дали се од власта или од опозицијата. И тука ќе биде на испит ставен судскиот, политичкиот, личниот имунитет и на таа судика и на целиот процес, колку ќе можат да го издржат и да го извезат тоа. Бидејќи таму ќе доаѓа, ќе има, знаете, опасност, условно кажано, да се допрати политички личности кои што би наметнале и политички импликации во понатамошниот процес.
Така, ќе видиме како ќе тече судскиот процес. Почнавме нели со судството, односно со случајот со Кочани, а токму правосудството е доминантна тема, како што можеме да видиме и на почетокот од оваа предизборна кампања за локалните. Лидерите на ВМРО, ДПМН и на СДСМ, Мицкоски и Филипче, речиси секојдневно се обвинуваат меѓу себе околу тоа кој сакал вистински реформи во судството, кој сакал партизирано судство, па дури се најавуваат нели смени на суди и обвинители по завршувањето на изборите. Што очекувате да се случува во тој поглед и има ли шанси, постои ли можност да се стави конечно крај на корумпираноста во правосудството? Мене ми е многу жал што тој се сомневав, ама криво ми е што проба да се протне како такво, да не заборавиме, ова се локални избори. И прво Дуи почна тоа да го прави, после Дуи проба СДСМ, па и делумно и Левица и другите, да наметнат тема, поточно според мене дефокус, на сето она за што ние се бориме. Луѓе, ние се бориме за градски или рурални или општински. Така, меѓутоа некако овие пораки помеѓу партиските лидери ги ставаат во сенка оние локални проекти, теми кои што треба да се наметнат и сега редно е да ги прокоментираме што би рекле жално. И таквите препокувања. Затоа што основата на локалните избори е подобра иднина за граѓаните во местото на живење. Пример, во мојата општина, ова е мојата општина, ние дел сме од вас, збориме за тоа што и вашиот директор зборува за ова преку улица што ви се случува, за запалени депонии, за ѓубришта. Ки имаме и подосна во емисијата тема околу локалните проблеми. Тоа што се повлекува преку медиумите, а благодарение на изјавите на политичките партии, еве кратко и јасно да го посочиме. Мислам дека Македонија со самата распределба и реална поделба помеѓу извршната, законодавната и судската власт повеќе изгуби од што доби. Се додека ние се потресувавме првите 20 години, 20 и нешто демократија, дека собранието и централната власт премногу влијаат врз третата нели власт, врз судската, додека влијаја барем бевме на чисто кој е крив. Сега го имаме судскиот систем како таков и судскиот совет и целото негово влијание врз судството и делегирањето и на крајот е полошо. Вие, ако дома еве како домајкинка дома, ако имате стан, и ако сте го наместиле на еден начин и не ви се допаѓа, и решите нели да смените распоред, ако видите дека со промената на распоредот сте направиле само промена и ништо повеќе, а дури е полошо, значи полошо се проаѓа, полошо се движи. Добро, меѓутоа веројатно не е полошо или подобро од тоа да има влијание врз судството. Цело време се бориме нели за владење на правото, за правна држава. Јас имав еден многу Ќе се смени ли нешто? Јас имав еден многу интересен предлог на еден подкаст кај ваш колега пред некои си 6 месеци и остана, беше видеото што го секоја прилично едно 400-500 пати гледано. Значи очигледно привлече внимание баш таа моја изјава и мислам дека многу луѓе од сферата на судството, па обвинителството, па некои други дејности нема да им се допадне, пошто им се исполнила животната желба да дојдат нели да фатат место во центарот на главниот град од државата, но јас сметам дека во тие области прво ова е предложено и од некои други еве и адвокати и други, од иста фамилија не треба луѓе да бидат во исто апелационо подрачје, пример. Во исто апелационо подрачје да не може да бидат луѓе од иста фамилија. Тоа е една работа. Втора работа, дека луѓето кои се од Скопје, кои имаат желба така да работат, да бидат пример однесени во Штип, во Струмица, тие нека си живеат во Скопје најнормално, али еве нека им се плати кона кажете го кона пратениците превоз и нека судат во Штип, во Кочани, во Битола, во Охрид. Ние пример што направивме етничка поделба, пример етничките албанци во главам знаете кај се Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево. Пратете го некој во Струмица, нека суди во Струмица. Тој Струмица нека суди во Гостивар. Сметате дека така ќе се намали корупцијата? Видете, вие во Скопје имате јавност. Делумно имате јавност во Битола. Што знаете вие еве кои новинари што се случува по судовите по малите градови? Па вие знаете ли колку фирми во оваа држава? Јас сосема случајно ги знам некои работи. Знаете ли колку фирми што биле во мали градови? Пример. Дебар, Кичево, Битола, овона, седиштето официјално на фирмата си го имаат преместено во Скопје. Таму е фабриката, таму е погонот, ама во Скопје е директорот. Што мислите, дека не му се живее во малиот град? Не. Тоа е
заради влијание и полесно, затоа што ќе си фати работа таму со некој локален шериф, кој него ќе му поставува начини на игра. Скопје јавноста нема да дознае. Овде ако има проблем, ќе се јави во Канал 5, во Алфа, во било што, па ќе очекаат 10 новинари тој Добро, дали студија. меѓутоа може и од Битола да се јави, има телевизија, има дописници и таму. Па Битола пристојно функционира, ама земете ги другите Добро, градови. го земавте, да, Битола како Битола и Тетово се може втор центар да кажеме на државата, еве и Штип. Ама другите градови, па видите другите градови се обсипуваат. А нели обично сегде во светот, големиот град нема прираст, во него сите се населуваат, а малите градови никогаш не паѓаат. Зошто? Затоа што таму има нели по 2 деца, 3 деца, 5 деца, 7 деца. Малите градови се тие кои креираат напредок на државата. Ние баш обратно раз ти се случува. Нели, кога зборевме за поделба, пример, ваши, наши или кои ги води градовите, па видите в Гостивар 20.000 помалци имат пред 20 години. 20% пад на население. Видите други градови, она што и Генчов во некоја претходна емисија баш со мене нели зборуваше он за прво да кажеме за суството, ако дојдеме до таа тема, јас имам многу што да кажам. Се е тоа поврзано затоа што ти кога во одредена локална средина, тоа што го кажам на тој подкаст, што беше мојабетот. Кога вие ќе искреирате во одредени помали градови, неколку фамилии што се локални, јас под наводници би ги ставил, шерифи. Че имате некој што е главен во здравство. Поентата е да немаме такви локални шерифи, веројатно, во Па држава. разбите го системот, разделете ги лево, десно. За да тргне. Па неки да тргне и затоа што целото внимание, не знам дали приметувате, е насочено кон Скопје. Во Скопје целото внимание е насочено. Многу малку телевизиите има дописници. Има корупција и во помалите градови, реално не. Не, ама таму е тортурата поголема. Ако те толчи некој во Скопје, има телевизиска екипа од национален медиум, што ќе вас ако имате проблем во град како Кочани, како Берово, како Виница, како Радош, таму луѓе живеат, таму тие не се пилиња, не се, како ви кажам, заморчиња, луѓе се живи со крв и месо. Ако во Скопје има 500.000, во тој град има 20-30.000. Ама пак се луѓе, така? Тие луѓе се заборавени. Малите средини се заборавени. Добро. Мала држава сме. Има дописничка мрежа во повеќето национални телевизии, така да верувам дека доколку проблемот е доволно голем, дека би испливал нели на површина и дека би стигнал нели до таму кај што треба да стигне и до самите гледачи. Ајде Генчов да се навратиме на темата околу судството како доминантна тема. Два дела се наметна. Прво околу судството и околу, ќе гледам да бидам пократок, за да може да бидеме фокусирани на нешто што би било корисно да се чуе, затоа што нели ние излегуваме, па сега треба да зборуваме, да анализираме за работи што ги знаеме, што не ги знаеме и се создава една ситуација каде што го избегнуваме фокусот, а јас сакам во сите настапи барем да се остави некој печат. Околу ова со реформите со судството, според мене, најбитниот столб, најкруцијалниот столб, најважната артерија на која што ќе се случува е повторно тоа. Кога велиме треба да се реформира судството, тоа значи дека треба да се сменат судии. Тие најголем испит за општеството, за владеачката партија, за целокупниот капацитет, повторно ќе биде истото што го кажав. Колку ќе останат имуни на политичкото влијание. Судскиот систем, како и секој систем, здравствениот, образовниот, сите социјални дејности треба да има имунитет колку што може максимум да делува без политичко влијание. Дипломатијата, судството, одбраната, полицијата се нешта кои што најмалку треба да има, ама не е така. Значи имавме тефтерчиња. Сега може би нема да имаме тефтерчиња, ама сигурно во главите на политичарите, сами тие во партиите, затоа јас често кажувам, значи внатре-партиските состојби се ужасна пречка и во опозицијата да квалитетни луѓе да дојдат. Значи зборуваме, пазете, за дипломатија, само малку да позитивна според вас е најавата дека е потребно сепак промена во правосудството, обвинителството, исто како што во вакви сензибилни области, тоа се судство, тоа се избор на генерали во армија, тоа се дипломати. И вие колку што може имунитетот на таа фела да остане вие имате од сите тие
кои што одат се гребат кај политичарите, гледаат, закажуваат средби, без разлика што официјално политиката нема влијание, се создава еден таков наплив, дека јас сум многу оддрен од тоа, мислам, одамна, меѓутоа можам да предпоставам, и тоа сигурен сум дека точно предпоставувам, и дипломати одат на гребење, кажуваат, затоа што сигурно системот сам по себе нема да ги генерира најдобрите кадри, нема да ги изфилтрира. Тука треба да се направи еден исчекор, тука треба да се направи тоа што е должност на кога веќе се бават луѓето со политика, кога веќе одат, гледаат, бараат поддршка, ајде, гласајте ме, дајте, кога одат по партиите да го убедат лидерот, стајте ме тука, мене тој не чини, јас сум подобар, и така натаму и тргни го, тој стави го овој стои за тој, овој стои за тој. Кога веќе го прават тоа, барем да има еден систем кој што ќе овозможи имунитет на фелите, на сите фели, во овој случај и на судството, да дојде до најквалитетните кадри, што кај нас тоа не е можно, партиите се браник, секаде се мешаат, без партија можеш само ништо да си доаѓаш вака по емисии да кажуваш, без директно одење и станување дел од структурата, многу тешко можеш да се, условно кажано, да се пробиеш, па дури во овие области каде што номинално тоа не се бара и не би требало да има влијание. Сега вториот дел го кажавме околу да се искажам околу локалните избори. Сакали или не, доаѓаме до истата констатација дека овие избори не се само избори кој каде ќе стави жардинјери, кој какви ќе ги исчисти. Така, реално тоа го покажуваат првите денови од кампањата. Јасно е сето тоа, имаме таквата реторика, каде што не се борите да го изберете човекот кој што ќе има најдобар начин да направи дуб, да ги среди комуналните проблеми и така натака. Тоа е едниот дел. Вториот дел е кој што ќе отслика политичката реалност помеѓу политичките партии, ќе отслика политичката реалност до каде се, дали владеачката партија ќе загуби одреден број гласови, дали овој СДСМ кој што слаб, да не речам многу слаба опозиција, ќе успее да се мрдне до некаде, барем да се приближи, дали таа политичка слика ќе се смени, па ќе влие и понатака. И третиот дел, кој што доаѓа и кој што е неизбежен во сите избори, меѓутоа веќе дојде и тука, тоа е делот на етничкиот дел, каде што веќе дуи ја наметна темата дека овие избори се референдум и тоа за многу крупно, екстремно крупно прашање. Јас бев еден од тие кои што и во овие емисии, и по социјалните мрежи, толку колку што можев, и во некои помалку јавни настапи, бидејќи ретко се појавувам, ја детектирав, мислам еден од првите уште пред 4-5 години, дека таа влада беше влада составена од сите албански партии на купче, плюс поразениот кај македонците. Во овој случај сега имаме обратен случај каде што ДУИ наметнува дека во случајов имате ситуација каде што имате огромно концентрирање на, условно кажано, македонските гласови, кои што владеат заедно со, условно кажано, според нив, со поразениот кај во албанскиот блок. Тоа се наметнува сега како еден сериозен лајтмотив, се наметнува како една сериозна алатка која што постојано ќе биде присутна. Се наметнува таа риторика да се види колку овој етнички баланс ќе влие, затоа што се ова се многу сериозни теми. Имате ситуација каде што општеството во судирот на двете најголеми албански партии имате подкрепа отворена од ВМРО ДПМН кон едната албанска партија во случајот Влен, која што продуцира, според мене, колку повеќе општеството, условно кажано, од македонска страна го протажира Влен како попогоден
фактор за победа на овие избори, тоа не може да се избегне, тоа се гледа, по секој медиум се гледа, по секоја социјална мрежа. Сметам дека толку повеќе дуи расте. Значи, колку повеќе, условно кажано, ние како македонска страна го протажираме, вклучително и најголемата владеачка партија, го протажира дури и отворено, значи дури и отворено влен. Јас не знам и колку тоа овие од влен не речат, добро, дајте, не бранете, зашто уште поголема Беља ни правите вака. Само малце да довршам. Да, во интерес на времето, бидејќи ни е пократка емисијава, да, ради пократка е, изборите. меѓутоа во овој случај повторно тие теми доаѓаат и ние еднаш мораме да им ставиме, кога е веќе пократка, мораме да ставиме еднаш за секогаш крај на неколку клучни прашања. Едно од тие клучни прашања е дали ние имаме два победника на изборите. Токму тоа ми беше прашање.